Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје каже ми. Градоначалникот на Скопје Урце Ѓоргиевски заедно со градоначалникот на Штип Иван Јорданов учествуваа на меѓународен настан Мини Експо кој што се одржа во Тел Авив, Израел, еден од водечките светски форуми посветени на локалната самоуправа, паметните градови и современите урбани решенја. Настанот на кој учествуваат представници од градови, општини, државни институции и технолошки компании од целиот свет, представува платформа за размена на искуства, идеи и практики за тоа како локалните власти можат да станат поефикасни, поиновативни и поблиски до граѓаните. Ѓоргиевски во својата објава истакна дека учеството на ваков настан е важна можност за стекнување нови знаења и увид во најсовремените решенија што се применуваат во градовите ширум светот, особено во делот на дигиталната трансформација и управувањето со урбани системи. Тој нагласи дека особено значени се искуствата на Израел во областа на управување со податоци, дигитални услуги за граѓаните, модерни комунални решенија, како и системи за брза и ефикасна координација во кризни ситуации. Скопје мора да учи од најдобрите практики, да се отвора кон современи решенија и да гради град кој ќе биде функционален, уреден и подготвен за предизвиците на иднината, порача градоначалникот, додавајќи дека ваквите меѓународни настани се значајни за создавање партнерства и воведување конкретни решенија во локалната самоуправа. Настанот во Тел Авив се смета за една од најзначајните меѓународни платформи за локална власт, каде се презентираат новите технологии во областа на паметни градови, урбан менеджмент, безбедносни системи и дигитални јавни услуги. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски соопшти дека се завршени активностите за обнова на детските игралишта кај Зебра во Капиштец и во Дебар Мало, каде старите оштетени реквизити се заменети со нови со цел да се подобрат условите за безбедна и квалитетна игра на најмладите. Според општината, интервенциите се дел од континуирани активности за подобрување на урбаната опрема и зголемување на безбедноста на јавните простори, кои секојдневно ги користат голем број деца и семејства. Герасимовски нагласи дека јавниот простор е заедничка одговорност и упати апел до граѓаните да придонесат за зачувување на игралиштата и урбаната опрема. Тој посочи дека во последниот период се забележуваат случаи на вандализам и оштетување на детските содржини, што ја зголемува потребата од нивно повторно санирање и дополнителни трошоци од буџетот на општината. Потенцираше дека и покрај континуираните вложувања, честото оштетување на опремата останува предизвик. На барање на жителите побаравме засилено присуство на МВР на терен, особено во вечерните часови кога има појава на вандализам и оштетување на детските игралишта. Герасимовски информираше дека општината иницирала измени на повеќе законски решенија со цел поефикасно справување со девијантното однесување кај младите. За 2026 година општина Центар има предвидено 12 милиони денари за дополнителна обнова и реконструкција на детските и спортски игралишта, со што, како што велат од општината, ќе продолжи инвестицијскиот циклус во подобрување на условите за спорт и рекреација во урбаните населби. Од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје апелираат до граѓаните да се однесуваат одговорно и совесно при користењето на канализациониот систем, нагласувајќи дека тој не е наменет за одлагање на каков било отпад. Од претпријатието информираат дека нивните екипи континуирано работат на одржување на водоводната и канализациона мрежа со цел да се обезбеди поквалитетна услуга за корисниците. Во текот на денот екипите од секторот канализација реализирале повеќе теренски активности, меѓу кои расчистување на шахти, отпушување на атмосферски канализации, како и чистење на сливници и фекални шахти. Од јавното претпријатие Водовод и канализација Скопје уште еднаш апелираат до граѓаните да не фрлаат отпад во канализациониот систем, со тоа се предизвикуваат затнувања и дефекти кои негативно влијаат врз неговото нормално функционирање. Општина Илинден започна со реализација на еден од позначајните инфраструктурни проекти, целосна реконструкција на улицата 9 во населеното место Илинден, делница што представува важна сообраќајна артерија која секојдневно ја користат голем број граѓани. Станува збор за реконструкција на коловоз во должина од околу 1100 метри, широчина од 6 метри, како и тротоари од двете страни на улицата, со што значително ќе се подобрат условите за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Паралелно со реконструкцијата на патната инфраструктура се реализира и целосна санација и модернизација на водоводната мрежа во должина од приближно 1200 метри, со поставување на нови водоводни цевки со кои што ќе се обезбеди посигурно и поквалитетно водоснабдување за жителите
Воедно, по повеќе од 4 децении ќе се решат проблемите со намален притисок и дотраена водоводна инфраструктура, особено во летниот период. Увид во градежните работи изврши градоначалникот на општината Александар Ѓоргиевски, кој истакна дека проектот има исклучително значење, бидејќи улица 9 представува главна сообраќајна врска меѓу повеќе населени места и патни правци. Должни да се наоѓаат значајни јавни институции, меѓу кои општината, Општинското основно училиште Гоце Делчев и Домот на култура Илинден. Со оваа инвестиција општина Илинден продолжува со континуирано вложување во модернизација на инфраструктурата, создавајќи подобри услови за живот, поголема безбедност и поквалитетни комунални услуги за сите граѓани. 29-годишен мотоциклист од Скопско е повреден и пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза по сообраќајен инцидент што се случил вчера во Скопје, соопшти МВР. Според пријавата во СВР Скопје во 18 часот и 20 минути на улицата Рилски Конгрес дошло до претходно недоразбирање во сообраќајот меѓу мотоциклистот ГН 29 години и возач на патничко возило Пежо со скопски регистарски ознаки. Како што се наведува, возилото Пежо прво го удрило мотоциклот, при што возачот паднал, а потоа по повторно движење на возилото биле предизвикани дополнителни удари и оштетување на паркирано возило Citroen собственост на 44-годишниот ВО. Во еден момент мотоциклистот се обидел да го запре возилото, држејќи се за предната врата, но автомобилот продолжил да се движи. Го влечел неколку метри пошто паднал на коловозот. Возачот на Пежо потоа го напуштил местото на настанот. Полицијата информира дека се превземаат мерки за целосно расчистување на овој случај и за пронаоѓање на возачот. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.